а не, близу, и раководител на техничари во FANO, Field Access Network Operation во OneVip. Странски јазици. Објавени научни трудови во меѓународни и домашни стручни списанија и конференции, се на број 6, да не ги читам, носител на повеќе проекти во рамките на компаниите кај што сум работел. Носител сум на повеќе награди и признанија од областа на науката, техниката, радиоматерството и некои од нив може да се видат на мојата веб страна. Во 1979 година го положив испитот за радиооператорска С класа. А радиоматер дојдов и станав поради љубовта кон конструкторство. Значи прво конструктор, па потоа оператор. 1979 година, значи аматерска радиооператорска С класа. 79 година аматерски почетен курс за конструктори. 85 година положен стручен испит за аматерски радиомеканичар конструктор средна категорија. 85 година радиоаматерска операторска класа Б, тогашна. 1988 година положен стручен испит за аматерски радиоконструктор виша категорија. 2007 година положена испит за аматерски радиооператор А класа. Мојот знак е бивши YU5 Голф виски, а потоа за 3-2 Голф виски и сега за 3-3 Танго. Доколку бидам избран за председател на Радиоматерскиот сојуз на Македонија, сметам дека со своето долгогодишно радиоматерско искуство, вештини и знаење можам да придонесам за поголем развој на радиоматерството во целина. Особено за ширење и популаризација на техничката култура, зашто 1986 година имам добиено признание од Народна техника на Македонија за посебен придонес во афирмацијата на народна техника и омасовување на техничкото инвентивно творештво. Се разбира, примерна цел ќе ми биде ширење и популаризација на радиоматерството во Македонија. За таквата активност во 2007 година од својот матичен клуб имам добиено благодарница за значаен придонес во ширење на радиоматерството. Мојот матичен клуб е радиоклуб Никола Тесла од Штип. Освен ова, доколку бидам избран за председател на Радиоматерскиот сојуз на Македонија, ќе се залагам за поттикнување, развој и примена на иновации и научно-технички достигнувања во областа на електрониката, радиотехниката и телекомуникациите во Македонија. За оваа моја активност, 1985 година, од страна на СПАТУ, Сојуз на пронаоѓачи, автори на технички унапредувања на Македонија, имам добиено диплома и златна значка на СПАТУ. Ќе работам на надминување на меѓусебната поделеност, која е евидентна, и несогласување на членството. Сметам дека со својот авторитет и личен пример ќе можам да дадам значаен придонес на ова поле. Ќе се залагам за транспарентност на работењето на органите и телата на Радиоматерскиот сојуз. Моето делување како председател на Радиоматерскиот сојуз на Македонија особено би го насочил кон унапредување на